Токму така, Ване, особено екипите што сме на терен, постојано го имаме овој проблем со доаѓањето на студените денови. Многумина имаат проблем токму со сувата кожа, се затегнува, но често знае да се лупи и да пука. Токму на оваа тема утро во Македонија наутро разговараме со доктор Горица Дачевска, од која ќе побараме одговори за тоа како да се заштитиме во овие студени денови, што треба да користиме. Доктор Горица, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, благодарам на вас, поздрав до сите во студио и поздрав до сите гледачи. Точно како што и разговаравме пред самата емисија, да, овој период доста е актуелен во однос на промена на кожа и многу луѓе кои првпат се сретнуваат со таков проблем стануваат многу и се загрижени. Точно така дека кај нас нема некаков преоден период, значи или е многу топло или веднаш облекуваме топли јакни и некако ние немаме време да тој временски период да се прилагодиме и ние, па така и нашата кожа, но многу е битно да се каже дека овој зимски период е особено многу како да кажем не добар за луѓе кои имаат многу светла, многу чувствителна кожа, кои има испукат капилари, односно кои имаат розација. Така да луѓето кои имаат, да кажеме, кожа која повеќе лачи себум, некако полесно го поменуваат овој период. Што треба да направиме? Пред се многу е битна негата. Значи негата на кожа која ќе биде во летниот период и негата во зимскиот период треба да биде малку поспецифична. Односно, луѓе кои имаат чувствителна, кои имаат склоност према атопија, многу треба да внимаваат на хидрирање на кожа. Тоа значи дека да се користат хидратантни, односно маслени купки, значи да се избегнуваат сапуни. Исто така, многу луѓе се плашат кога ќе спомнеме маслена купка. Не се чувствуваат измиени. Ма докторка, мене не ми шкрипи кожата, затоа што кога ќе се измиеме со сапун, нашето чувство на сувост на кожа ни дава сигурност дека нашата кожа е чиста. Така да имаат прво чувство дека се неизмиени, но веќе после 2-3 пати воопшто не се враќаат на сапун. Така да, значи, битна е пред се, маслени купки, многу е битно да се внесува, да се користи, богати хидратантни креми. Нормално, тоа зависи од типот на кожа. Луѓе кои имаат сува кожа, да се користат и хидратантни креми, да се користат доста серуми, да се користи, ретинол, витамин С, сето тоа, повторно да биде умерено. И ние дерматолозите стално спомнуваме. Не значи дека ако е зимски период да го избегнуваме заштитниот фактор. Особено е битен заштитниот фактор. Луѓе кои планинарат, за нив повторно се препорачува 30 заштитен фактор. Меѓутоа пред се за нас кои сме градски луѓе, се препорачува или 15, максимум 30 заштитен фактор. Докторке, многумина веруваат дека колку повеќе се користи крем, толку повеќе се штити кожата. Има ли вистина во тоа? Точно така. Ние штитиме кожата од исушување, нормално ладно е, така да задолжително да се користи хидратантна крема. Јас обично, доаѓаат пациенти и кажуваат: "Ма докторка, јас сум цел ден по дома." Битно е и по дома, бидејќи почнува грејна сезона, тој топол воздух дополнително ни ја суши кожата. Ако ние не сме во можност да користиме овлажнувачи, доволно да се стави една посуда со вода и таа сувост во кожата да се намали. Така да задолжително да се користат уствари не хидратантни креми соодветни за типот на нашата кожа. Колку туширањето со топла вода влијае врз кожата? Исто така, да, туширањето со многу топла вода дополнително го исушува. Да, ние сакаме да се стоплиме, но повторно на луѓе што има чувствителна кожа,
баш така да се користи топла, млака вода, меѓутоа никако претопла да ја пресушиме кожата и задолжително повторно да се користат хидратантни млека. Многу често луѓето не сакаат да користат хидратантни млека затоа што нели се чувствува лепливост. На пазарот има навистина многу голем број на производи каде што можеби не треба време малку да истражуваме, да видиме, но веќе особи кои се повозрастни, каде што кажуваат докторка при самото соблекување на хулахопки лета буквално кожата колку што е сува, задолжително не треба тоа да биде најскап производ. Меѓутоа, дури некогаш и самата цена не значи дека е тоа нас дека најповеќе ќе ни одговара. Значи треба да истражуваме и задолжително да се користи и за тело, како лице, така и тело, и раце особено. Докторке, поаѓајќи од мое лично искуство во зимските денови, особено во рано наутро, често ми пукаат рацете. Што треба да превземам да го немам тој проблем? Да си носите ракавици. Значи, задолжително ракавици да не заштитат и од ветер, и од сите тие надворешни влијанија. И има специјални креми кои се за овој период, значи за сува кожа. Така да, веднаш, ако почувствуваме било каков проблем, да се јавиме на лекар, да појдеме во аптека да се земе соодветна крема. Значи, овие овде рагади што се јавуваат на рацете, на прстите, знаат некогаш да бидат и доста сериозно да се заврши со секундарна, и да се јави секундарна бактеријска инфекција, но пациентите кои веќе еднаш имале такво нешто, навистина многу после се негуваат и пазат. Да. Докторке, за крај на овој наш разговор, која е пораката до нашите гледачи, како да ја чуваат и да ја заштитуваат својата кожа, особено во денови кога температурите се пониски од вообичаените? Пред се што е најбитно? Правилно да си ја исчистиме кожата. Значи да се острани мејкапот, да се острани себумот, да се острани сето она што е валкано, што ни се налепило во текот на денот, да се користат серуми, да се користат богати хидратантни креми, повторно кажувам што се во однос на типот на кожа, и во случај ако приметиме било каква промена, да се побара стручна помош, но исто така најдобро е пред се да се одреди типот на кожа. Многу често луѓе мислат дека имаат масна кожа, но кога ќе дојдат, кога ќе се направи преглед, излага спротивно. Така да они некогаш се изненадени, докторка, цел живот сум користил погрешен тип на кожа, мислам дека е вака, а фактички не е. И кремите, зависно од временскиот период, ние не сме исти, и нашата кожа не е иста во текот на цела година. Се менува. Доста внесување на вода, затоа што во летниот период некако тоа и ни доаѓа да пиеме вода затоа што е топло. Во зимскиот период многу често забораваме, така да убаво би било секогаш да имаме до нас и да се рехидрираме, затоа што не го чувствуваме ние тој сув воздух, а сепак е тука. Доктор Горица, ви благодарам што утрово бевте заедно со нас и во Македонија наутро објаснивме кои се причините за сувата, иритирана и испукана кожа, но и како да ја заштитиме нашата кожа во зимските денови. Благодарам. На оваа тема разговаравме со доктор Горица Дачевска, ги кажавме причините за сувата, испукана кожа, но и како истата да се заштити. Ване?